Алберт Муслио, политички аналитичар во студио 10. Господин Муслио, добро дојдовте. Добро е. Проверував до каде е посетата на Пленковиќ, бидејќи каснеше половина час и гледам дека е пречекан од Ковачевски. Уставот добива на тежина, повторна офанзива. Што може да се очекува сега во една ваква ситуација каде што имаме буквално и со Димитров зборевме, никој на никого не верува. Овде во Македонија никој не верува. Не веруваме ние на Европската унија. Европската унија не е сигурна сама по себе и во една ваква констелација влегуваме во офанзива, разговори за уставни измени, бидејќи не газат роковите. И веројатно сте уморни и вие како и сите. Не, ама тоа е истата приказна е. Не е тоа нешто ново, само имаме нови пристави, нови идеи и така влегуваме во нови препирки, а суштината е таа. Каде треба да се направат тие уставни измени, ако сакаме да ги отвориме поглавјата и да продолжиме по тој пат. И сега слушам разни opinion makers кои го дигаат евроскептицизмот, па некои дури толку забележуваат на целиот процес што испаѓа дека ќе се распадне Европска унија, не вреди цел тој процес да се изведе. Да. А во меѓувреме сите овие наши млади луѓе, перспективни кои така не ја гледаат среќата тука, одат во таа Европска унија, нели се селат, ни бегаат, каде што нели нема перспектива и која истата ќе се распадне. Европската унија после ова со Украина покажа дека има и сила, има и хомогеност, дека може да се реорганизираат, да сменат и ставови и да си тераат напред. Вие на Германија станува енергетски независна од Русија, беше 65% таму зависна од енергенците од Русија. Значи за година и пол дена. Ние збориме се пак за еден огромен систем кој ни дава можност да им се приклучиме, па да речеме на некој релативно еднакво ниво. Секако дека во Европската унија сите членки немаат иста тежина, затоа што во прашање се и парите таму, нели богатите контрибуираат во тоа заедничко чесе, а посиромашните земаат од тоа заедничко чесе. И сега уставните измени. Ние сме за прв пат соочени со ситуација каде што све зависи од нас и можеби малце ни е тешко да се справиме со тоа. Ситуацијата е јасна сега. Ако сакаме да ги отвориме поглавјата, треба да ги правиме уставните измени и тоа на начин кој беше неспорен за сите политички чинители. Значи, ние не сме имале политички лидер, кај нас, кој пред ова да стане услов, бил против метнување на дел од бугарскиот народ, хрватскиот и така натаму во уставот. И откако тоа стана единствен услов, сега слушаме разни, не е тоа спорно, ама не сега, не е тоа спорно, ама не вака. Види, ние не сме на еднакво ниво со Европската унија. Ние сакаме да станеме членка. Ако сакаме да станеме членка, ние гледаме и од комшилукот дека прават разни компромиси. Види. Добро, да, но мислам дека не треба малку да се претерува, па и да се молчи на Европската унија, затоа што до сега се покажа дека во неколку наврати не имаат предлажено. Се може би е брутален зборот, меѓутоа вистина е така. Точно е дека ние сме, нашиот пат е Европската унија, меѓутоа па сега не можеме ние по секоја цена некој кој што види сега можеш да дадеш емисија, ама ако кажеш дека ти си Александар. Ама не сме во таа позиција ние, не сме во таа ситуација. Значи наративот се проширува неограничено кога е ситуацијата јасна. Кај нас во моментот за да се отворат поглавјата треба да се смени уставот. Нит некој треба нит ја треба да се декларира дека сум Александар Македонски, нит ти треба да се декларираш дека си Скендербег. Јасна е ситуацијата. Сега треба да се направат уставните измени кои не се во спротивност со духот на тој устав. Значи имаме роми, власи и така натаму. Да се прошири таа палета, да се дефинира таа палета, затоа што конституенти во оваа држава сите граѓани, и да се почне со отварање на поглавјата. Односот на Бугарија бил некоректен. Ние можеби сме биле заложници на политичката нестабилност во Бугарија, на тој наратив кој бил екстремен, провокативен, некоректен, неевропски. Светоа така, нема тука никаква дилема дека тоа што го прави, тоа што го прават одредени бугарски политичари, па дури и парламентот таму, е некоректно кон еден сосед кој е помал. И тука нема дилема. Затоа, како да ти кажам, и спремноста на нашите европски партнери е поголема. Тие
нит слепи, нит глуви. Тие тоа го слушаат и го гледаат. Ми имавме став и на Соединените американски држави дека тоа на кое се повикуваат на кое се повика бугарската држава за дискриминација не држи. Значи нема такви аргументи. Значи они се свесни за тоа. Ама системот им е таков. Во таа Европска унија да станеш членка треба сите да те прифатат. Па дури и после 6, 7, 8 години ова прашање да остане спорно, ќе се решава тогаш. Ама тоа не значи дека ние не треба да го изодиме процесот. Ние имаме шанса кај општество кое се докажало дека само нема капацитети, нит политичка спремност, храброст, како да го кажам тоа, волја да се справи со некои општествени девијации. Во моментот кога Европската унија и Соединените американски држави го тргнаа вниманието од нас, ние као општество се забегавме и завршивме со дефиниција држава со фатени институции, со заробени институции. Тоа е единствениот спор. Затоа ни е потребна. Иначе индивидуално ти можеби не ичеш, ја можеби сакам да станеме 51 држава на Соединените американски држави. Но као општество ние ја гледаме својата инина и својата шанса за развој као полноправна членка на Европската унија и тоа е целата суштина. Добро, неспорно е тоа. Почнуваме сега офанзива за и околу уставни измени. Па, ќе видиме тоа е како и задачата. што ќе биде, да. Тоа е задачата, бидејќи не газат роковите, затоа што нели сега ќе се формираат работни групи, па тоа додека доди да се осмисли. Па трае тоа, 3 месеци, 6 месеци. Да, и некако прво нели како оди она прво гласање дека имаме потреба од уставни измени, па дури потоа со 80 меѓувреме се прави со мнозинство. Со собраниските така што ние веројатно влегуваме во еден период кој што со кој јавноста ќе малтретираме периодот кој што следува, тоа се уставни измени, при тоа ги забораваме настрана сите оние проблеми кои што не тиштат, кои што вие ги споменавте дека немаме луѓе за работа, дека се иселени, дека имаме повеќе наталитет и дека се селат. И тоа не е само кај македонците, туку и албанци, цели фамилии се заминуваат. Ја идам од град кој има најголемо намалување на жителите. Идам од Гостивар, каде се имаше 35% намалување од 2002 година. 35%. Значи, тоа од 2002 до сега се заминати така, секој 35%. Да. Секој трети заминал. Така да, тоа е факт. Сака за и околу уставот. И сега власта прво го споредуваше, односно го нудеше како аргумент дека еве видете го хрватскиот устав, па на сето ова се надолепува ВМРО ДПМН кој што вели хрватскиот модел е добар, ајде да видиме, па реагираат албанските партии не. Тој не е добар за нас, не нема нигде. Дајте да стои албански македонци, па доаѓа еден трет предлог исто од албански партии да нема никој, па ние реагираме како да нема никој, сега ние кој сме и сега ќе се направи една свесна или несвесна на таква карма каша, евидентен е притисокот од надвор, особено германците кои што инсистираат, бидејќи тие се на некој начин наши ментори, ако можеме така да кажеме. Добре, види, ние реално поради грешката која ја направија французите и Макрон пред бугарите, ние сериозно имаме подршка и спонзорни станува и Франција, што не е мала работа. Да ги имате двајцата носители на европската економија, Германија и Франција, е предност за една мала држава која немала стандарден спонзор. Знаеме, но проблемот не е кај нас, проблемот треба да биде кај Бугарија, така, не треба да го насочуваат, тие претпоставам се свесни веќе. Но што е ова? Види, немаат они меанизам да го исклучат гласањето. Ја мислам дека, види, ако се спореди првата декларација на бугарскиот парламент и втората се диаметрално различни. Апсолутно. Што е со хрватскиот модел? Види, хрватскиот ВМРО ДПМН, а СДС го кажува како добар аргумент зашто не се потребни устави измени, дека не е страшно, бидејќи ќе ги наредиме. Не, значи хрватскиот модел и нашиот модел не се исти модели. Ми имаме и белгиски модел, ми имаме швајцарски модел, имаме косовски модел, имаме швајцарскиот е Таравари кој што го каже. Да, добре, ми имаме и косовски модел, да го гледаме косовскиот модел. Имаше такви идеи и од политичари кај нас. Значи, ако се шири палетата, ми пак ќе влеземе во заврзламата која знаеме секогаш да ја креираме. Ќе нема место каде да ги допишеме ние. Не, ќе влеземе во заврзламата. Имаме белгиски модел, имаме шведски модел. Значи, тоа се европските модели се развивале врз основ на нивната историја. Добро, не е случајно во Швајцарија така, а во Белгија вака, а во Косово. Ова се конструктивни предлози на политичките партии или ова е само за да се различи работата, а да покажат на странците дека еве ние сме активни во процесот? Види, ја не знам кој кого мисли дека го залажува. Овие се јасни работи. Нит па странците се наивни и не знаат што се случува.
нит пак овде кај нас се наивни и не знаат што се случува. Ова на англиски се користи терминот deflection. Да се оттргне од мене наративот, да се префрли на некој друг за работи кои ја треба да ги направам. Значи, нашиот модел со Охридскиот рамковен е таков затоа што е резултат на некои општествени дејанија или случаеви во оваа држава. Мислам дека Хрватскиот е споменат како спремност да се споменат повеќе заедници, затоа што ВМРО го нуди тој модел и вели нема проблем, одиме со овој модел и ние го гласаме. да, ама не е тој Хрватскиот модел. Првата варијанта на Хрватскиот модел пред Олуја беше многу поразличен. Добро, ти говориш за овој. Значи овој ваквиот е резултат на една историја низ која поминала Хрватска. Тоа е војната, граѓанската војна 90-те. Пред конфликтот во... Добро, пред конфликтот имавме устав сите од 74-та југословенскиот. Дури и Српска крајна. Ова да зборам од самостојањето на Хрватска имаше варијанти дека Српска крајна ќе може и своји пари да користи. Значи има разни модели кои може да се наметнат као идеи и кои не би биле нормални во нашиот случај. Така да, мислам дека и европскиот амбасадор кога го спомна хрватскиот модел, го спомна дека ако има 10 може да биде 23, не е спорно. А не да се менува суштината. Во суштина тие се различни модели. Хрватскиот и нашиот. Мислам, сета оваа галама се направи околу тие 20% кои се спомнуваат. Кај нас не се спомнуваат во уставот. Еднаш 20% се спомнуваат повеќе пати. Еднаш е јасно дека се работи за албанскиот јазик, тоа на национално ниво, а во другите случаеви не се работи за албанскиот, кај што има над 20% од други заедници, се користи. Во Гостивар, турскиот е исто службен јазик, се помалце од 20%. Него Советот во Гостивар одлучил дека е придобивка за нашето општество, ама и турскиот да биде службен, и службење. Во Куманово е српскиот. Да. Не, ама, значи... Во Куманово е српскиот, точно. Значи, во уставот е загарантирано дека со 20%. Ама не вели дека и со 11 не може. Разбираш? Така да во Чаир, во Тетово... Мислам дека се фаќаме на работи кои што... Значи, во политика се прави политичка магла, кога многу информации ставате за теми кои се различни, а ги спојувате во едно. Да, и правите шашмака. Луѓето и тие си... Кај нас е ситуацијата чиста. Ние треба да ги направиме тие уставни измени кои се поврзани со вклучувањето на бугарите. Кај нас политичката атмосфера е да не биде само бугарите, туку да бидат хрватите, црногорците, мислам, има добри идеи и еврејската заедница да биде во таа преамбула. Не е спорно, значи кој ќе стават и нека ги стават и марсовци. Значи тука е поентата е дека треба бугарите да влезат. Но што е проблемот? Што ние не добиваме гаранција од Европската унија дека ова е последното барање од Бугарија или од Европа, ако сакате. Значи, ја мислам дека од Европската унија добивавме гаранции дека нема да се нема да се овозможуваат луди идеи во целиот тој процес. Што е за Бугарија ќе испадне нормално дека ми имаме па не, овие се луди идеи, овие некои барања од бугарската страна се луди идеи. Првата декларација на бугарскиот парламент имаше луди идеи. Значи, за нас, за нашето општество имаше луди идеи. Така да ние гледаме с големена активност со нашите европски партнери и американски, луди идеи да не може да поминуваат. У крајна линија и, како да кажем, лимитирањето на бугарите на една изјава која дадоа во преговарачката рамка и барањето да се вклучат бугарите во уставот е компромис во однос на тоа на што бугарите инсистираа пред тој компромис да се направи. Ние сме го пратеме. Оптимисти сте дека до јуни можеме да... Јас сум. Со се ВМРО заедно, за да се покаже на некој начин... Види сега. Ја неколку пати сум кажал дека за мене најздраво за ова општество е, најздраво за оваа држава, за општествените движења, општествениот развој, е во овој процес да биде вклучена и ВМРО. Не да имаме фикс ми 80 пратеници, затоа што поминавме низ такво искуство и остави негативни последици во општеството. За кого како? Некои тендери се добиваа сега, зависи. Сега за општеството ти зборам, се индивидуалци таму гледаме се спасуваат, им поминуваат друга и тоа си е, ама тоа од тогаш почна. Така да сега
и ВМРО као најголема партија, ако сака на општеството да му помогне, ќе го направи овој исчекор кој не е спорен и за нив во суштина. Да беше спорен, ќе го спореа од стартот. Ме разбираш? Да. И сега ние влегуваме во еден ваков процес, од друга страна видовме изборите во Бугарија што и како покажа, тамо веќе пак ништо не е јасно, затоа што имате и Бојко Борисов и Петков. Прв е Бојко Борисов нормално, меѓутоа од продолжуваме со промените велат дека нема да коалицираат со Бојко Борисов, односно со ГЕРБ, па сега да видиме што и како ќе се случува. Од друга страна евидентно е дека преродба, ако не се лажемо, на проруска, која што има и ептен против Македонија. За нив не постои ова Македонија, таа има пораз, например, од претходните до овие избори од 10 Ама 14. не е Македонија причината. Да, и бугарите имаат 5 последователни парламентарни порази и никако да состават стабилна влада. Колку ваков контекст нас ни... Прво ми е кога го анализираме, тоа треба да го анализираме и од наша гледна точка. Значи, фактот дека Петков е втора партија, Петков кој беше спремен да ги намали страстите и тензиите со Добро, и Македонија. Бојко во последно време ретерираше Точно, со значи, ставовите. не сме ние негативната тема таму, иако некои гласноговорници таму или некои екстремни така личности Преродба инсистираат. има во своја Ама програма и преродба- на Македонија. Преродба има зголемување затоа што се случува инвазијата на Русија во Украина. Мислам дека таа е побитна тема за овие од преродба, отколку што е македонското прашање главната тема. Не случајно, после година и нешто дена на руската инвазија, нив им се зголемува рейтингот. Така да не мислам дека тоа е поврзано со нас. Него факт е дека двете најголеми партии во Бугарија, независно што има изјави дека не би коалицирале, во однос на нашето прашање имаат поддршка од граѓаните, иако ги намалиле тензиите и страстите. Така да и така треба да го анализираме тоа. Бугарија реално се наоѓа во политичка нејаснотија, да не кажем криза. Институциите им функционираат, а од друга страна што нам не ни одговара е што претседателот кој има така непринципиелни ставови кон Македонија е тој што го води целиот процес се додека нема стабилна политичка влада. Тоа нам не ни оди во прилог. Ќе биде во секој случај поприлично активно овој период, но дали ќе се фокусираме бидејќи следната година е неизборна. Мислам дека веќе никој не ни зборува за предвремени избори бидејќи еве ги до година се изборите, ние веќе крај на годината, ако не се лажам, влегуваме и во она техничка влада од прилика. Така што за сите веројатно е битен овој процес со уставните измени. Власта го турка затоа што да има да каже дека еве почнавме преговори де факто и де јуре со Европската унија, опозицијата која што би кажала во случајот мислам на ВМРО-ДПМН која што би кажала дека не дозволуваме ние на сметка на македонскиот идентитет. Овде се албанските партии, но при тоа правиме дефокус од оно што се клучни теми, дека луѓе бегаат, дека не знаеме што како со корупцијата, како говориме, сите се занимаваме со Бекти Луенка, никој не се занимава, но со надзорот сите се занимаваме. Знаете, многу работи ни пролетува. Значи, ние као општество треба да ги одредиме тие приоритети. Значи, не е тука нешто, ако ни е побитно кој е надзорот, отколку уставните промени, отварање на поглавја, бегање на млади, тогаш ние се концентрираме на тоа. Види, политичките партии се адаптабилни. Ти пратиш политика подолго време, знаеш колку е различен наративот на предизборните кампањи 91-а, 94-та, 98-та, отколку сега. Сега слушаме за развој, слушаме за екологија, слушаме за такви работи. Искрено, тие од 90-тите помисли допаѓаат колку овие. Ама овие теми во тоа време не се ни спомнува. Како фокусот на бирачите се менува, така и политичките партии ги менуваат нивните примарни цели. Проблемот е кај нас што нам ни се свиѓа таа, како да кажем, шпанска серија каде што слушаме ностоп препирки помеѓу двете страни. Ова е индиска е веќе. Да, управо се индиска подолга. И тоа е суштинскиот проблем. Иначе ти велиш не прифаќа промени ради идентитет. Значи, ова прашање е издвоено. Се вика уставни промени. Уставни промени. Неменувањето на уставот или менувањето на уставот нема врска со идентитетот. Знаете што ми пречи, например, што двете партии што не влегуваат искрено во процесот да кажат да, не, туку влегуваат со пресметка за и околу изборите. И тоа навистина пречи. Не можеш да си играш со држава. И политичко е неодговорно. Значи, нашите евроинтеграции се надпартиски. Тие дни течат нас и службено од 2005-та, 6-та, кога добивме, 5-та.
статус кандидат. И четврта да не. Па 2001 подпишавме договор за стабилизација и асоциација. Значи 22 години тој процес е надпартиски. Кај нас толку го вулгаризираат што кога имаме смена на власт, менуваат плејади на луѓе кои едва сме ги изнаучиле да го тераат процес. Ретки се тие кои се во тие структури поврзани со евроинтеграциите, кои се со подолг мандат. Нема како да ги сменат, значи немаат изговор. Ретки се, може една рака да ги броиш. Да, за крај претпоставам дека посетата на Пленковиќ не е планирана за и околу хрватскиот устав, таа сигурно е одавна планирана, меѓутоа сигурно сега бидејќи актуелно ќе стане збори за ова, што можеме да очекуваме ние од Пленковиќ, бидејќи обично тие земји кои што се во Европската унија како Хрватска, чии што нормално и спонзор и ментор на патот кон Европската унија беше Ептен Германија, и претпоставам Пленковиќ доаѓа сега со некаква порака која што треба да ја испрати. Пораката ќе биде стандардна и ние може да ја очекуваме таа порака. Дека ќе биде дека зависи од нас самите да ги направиме уставните измени и да влеземе во тој пат. Значи не треба дефетистички ми од старт да се, ја ти велам, за мене се ирационални некои стравови за толкавиот капацитет на Бугарија да во самостојна држава смени нечи идентитет. Значи било абсурдно тоа да може да се случи. Може да не се смени идентитетот од социјалните мрежи па си да почнеме англиски да збориме. Ама тоа е процес. Ама во една самостојна држава да може некој да ти наметне, треба или ти да не си сигурен, или тој да е толку надмоќен, што не е случај. Бугарија сепак не е ни Русија, ни Америка, ни Германија, ни Франција. Сепак е тоа регионален играч. Мислам дека и бугарите во одреден момент ќе се освестат дека ова што го прават и нив им оди во штета. Види, он не може да станат лидер од европските држави во регионот со вакво однесување, со правење непријатели со соседите. Ќе и дадат поголема шанса на Грција, можеби на Австрија и така. Значи тоа е и во Европската унија има конкуренција кој ќе биде главниот. Гледаме дека така да се надевам дека ќе се приклучи и ВМРО ДПМН, но сум прилично убеден и оптимиста дека процесот позитивно ќе се заврши. А албанските партии ќе обстојат на оној став, особено алијанса за да се избрише веќе кога го отвараме уставот 20% да нема. Ја мислам дека имаше ретерирање и од министерот. Ако се стават албанските партии во да или не, дали ќе го гласаат, дали ќе ги гласаат уставните измени без промена на другите членови, секако дека ќе ги гласаат, затоа што тоа е став и на нивните бирачи. Не можам да замислам аргумент кој било која албанска партија би го усмерила кон своите бирачи, кој би бил доволно образложен за да они евентуално не го гласаат тоа и да ни ги успорат или да ни ги оневозможат отварањето на поглавијата. Ова е политичка реторика и легитимна е таа, но треба да оди во одреден правец и на начин кој е прифатлив. Благодарам што бевте во студио 10. Фала, Иван. Алберт Муслио, политички аналитичар во студио 10.